Областа Порече или просторот кој денес го запаќа општината Македонски Брод се наоѓа во западните делови на Република Македонија. Поточно областа се протега во средниот тек на реката Треска, чии води со милениуми ја живопишуваат незината долина, пробивајќи се низ помеѓу мощно високите планински горостаси. Порече на југ е ограничен со планината Бушева, на запад е заграден со планинскиот венец составен од планините Песјак, Челоица, со врвот Добра вода, кој се издига кон небеските синила на 2000 метра, и Сува гора, а на исток котлината е обиколена со планинскиот масив Даутица, меѓу народот попазната како Мокра планина, со незините ограноци Сува планина, Караджица, Перучица и Јакупица, кај народот попозната како Мочур планина, со Солунска глава, кој кон небеските синила се извива на 2540 метри. До оваа област во минатото, а и денес се пристигнува преку два патни правци, и тоа регионалниот патен правец Р513, а воедно и најпрометен пат Прилеп Македонски Брод Кичево и патниот правец Скопје Македонски Брод преку преминот Кула, кој поминува низ резерватот Јасен со временски режим на сообраќај во еден правец. Моето патешествие по селата во Република Македонија, моето патешествие по црквите и манастирите, моето патешествие по убавините во Република Македонија, ете ме донесе овдека во Поречието. Поречката котлина нема форма на права рамничарска котлина, туку наликува на разнообразна површина со планински венци испресечени со бројни речни долини, клисури, кањони и рамничарски предели. Од структурниот релјеф голем интерес побудуваат планинските врвови, кои овде се издигнуваат со височина од над 2000 метри. Исто така атрактивни се планинските горостаси Караджица со врвовите Караджица, кој се издига на 2472 метри, Перучица, кој се издига на 2423 метри, Попово брдо на 2380 метри и Миленков камен на 2217 метри, а пак на планинскиот македонски горостас Даутица со својата убавина високо кон бескрајните небески синила се издигаат истоимениот врв Даутица на 2170 метри, врвот Плавник на 2126 метри, на планинскиот предел Куртовица врвовите Бел камен на 2074 метри, Добра вода на 2061 метар, Јошков камен на 1917 метри, Дупен камен на 1857 метри, Мусица на 1788 метри, врвот Јалорник на 1453 метри, Фојник на 1420 метри и врвот Баби на 1275 метри. Покрај структурниот релјеф застапени се бројни преобразби на овој првичен релјеф. Релјефните форми главно се настанати под дејство на водата, и тоа изразено преку ерозијата на рецентните флуцијални и карстни процеси, како и на фосилните абразиви и глацијални процеси. Ретко се забележува ерозивното дејство на денудационите и периглацијалните процеси, а исклучок се од еолските и палеовулканските појави. Преобразениот релјеф во најголем случај е представен со карстните форми, кои се меѓу најзначајните појави од ваков вид во Република Македонија. Природата била особено неседична и дарежлива, и на овој крај му ја подарила прекрасната река Треска, која представува вистинска атракција за сите посетители на овој убав и живописен крај во Поречието. Карстот во Порече е застапен со површински подземни манифестации.
Површинскиот карст е представен со неколку карстни полиња, како што се Солунското поле и Шилегарник на Мокра планина и Живкови дупки на Сува гора. Исто така, впечатлива појава представува и карстната површина Боро поле. Покрај овие крупни релефни површини, значајни појави се и подземните карстни форми, представени со пештери и пропази. Во областа има повеќе од 50 на пештери и пропази кои досега не се доста добро проучени. Најатрактивни пештери се Пешна, пештерата Слатински извор, најдолгата пештера во Република Македонија, долга 4 км, Пурало, најбогата со пештерски украси, Горна Слатинската пештера, Змејовица, Девина, Момичек, Лапарница, Голубарник, Алена пештера со највисока надморска височина во Република Македонија и други. Значи се наоѓаме во пештерата Пешна, оддалечена од Македонски Брод 7 км. Зошто е Пешна името? Постои легенда. Марко Кран имал две сестри кои биле сместени на овој период, значи во ова место. Едната се викала Пеша, а другата Дева. Пеша била сместена овде, значи и тврдината што е овде се наоѓа, таа е од 14 век, значи средновековна тврдина, се претпоставува дека таа тврдина била изградена токму заради неа. Од другата страна ќе видите таму има мал дел се забележуваат девини кули. И таму била Дева. Чи по незиното име е и Девини кули. Полевината на пештерата. Значи, висината е некаде околу 50 метра, а ширината е околу 60 метра. Длабочината е 120 метра. Сега, ќе видите, кој ќе се качиме горе, има плюс уште еден дел за слегување, тој е темниот дел, меѓутоа се уште не е истражено, затоа што се претпоставува од страна на спелеолозите дека ова пештера е долга некаде околу 10 км. Значи, поврзана е со селото Крапа, таму има еден понор, а на кој начин, како е испитано тоа истражено? Пуштиле вода, тоа е боја во водата. И таа боја, после 3 дена, излегува овде, ја гледате ова водава што е, изворна, и дел од водата од реката Треска, од Девини кули, има и таму еден извор. Значи, од тој извор исто така водата покажала боја. И по тоа е претпоставката дека, значи, е должината на ова пештера околу 10 км. Понатаму, исто така се претпоставува дека има и мали езерца. Зошто? Затоа што ова вода, дај да ем некаде за 15 дена, ќе сече. Значи, ова вода е од снеговите на Екупица планина. Значи, како се топат, се полнат езерата, кои се преполнат и водата веќе истекува намата. И затоа, значи, немаме сечење, немаме дожд, и полека тие се стагнираат. Она што е исто карактеристично, че во овој дел, на овој дел имало многу воденици, користејќи ова вода, населението од овој крај. Значи, прво имаме овде воденица, а подолу, значи, да не ги кажуваме на број, значи неколку воденици кои ги користеле луѓе. Понатаму, овде има одма во подножието гробови, значи средновековни гробови, тие исто така се претпоставува со археолозите што ги испитувале дека тие гробови се на оние кои што биле сместени во тврдината. Значи, фактички на господарите. А уште подолу имало пак и други гробови, а тие биле на унижените. Значи, они што биле и така. Друга карактеристика што можеме да кажеме за пештерата. Еве, овде имаше воденица, и за жал завод на времето е изеден. Сега се планира, еве, имаме еден планен проект до градоначалникот, ова воденица да ја направиме автентична како што бива. Значи да се донесе и
да остане како така. Оно што ќе можеме сега да појдеме и до кој што ќе може полека, има лизгав патеки, ако така некој да слезе долу да видите, ќе видите дека и таму се собира вода и песок, ситен песок кој тоа е наносот од вода. И додека сме тука, значи, бидејќи јас сум и поет и просто вака и да ви се представам, јас напишав една уникатна книга. Таа книга се вика Подземна тишина за пештерите, точно во поречието. Најубавите пештери се наоѓаат токму овде. Значи, овде имаме некаде 3 пештери. 2 пештери имаат под Деви Николи, меѓутоа тие се многу непристапни за легување заедно со изворот што ви кажа. Ова, понатак имаме во Слатина, кај што ќе одиме, и таму имаме 6 пештери. Едната може да се посетува, меѓутоа ќе ви кажам како што, и едната е во село Делица, кај што има 3 прекрасни пештери. И таму може да се легува со опера. Значи, тие пештери мене ми дадоа инспирација да ја напишам и оваа книга. Книгата е поезија, само јас им прочитам една песна, за да кажете инспиративно за пешна. И сето ова што го кажам како легенда, воедно, ќе ја слушате во стихови. Прво ги користив стиховите на Кочо Рацин, наточи вино крваво, наточи на Вересија, донесија да ја поаме на крали Марко Садја. Поврзувам со ова што е легенда. Пешна еден. Ој немотио камена тишина. Ти камено тврдино. Го гризиш времето, го браниш просторот, ја чуваш историјата. Колку си голема, а нема кога не сме тука. Не мееш, а секој твој зад е белек на времето. Тие кажуваат се и за крали Марко, и за неговата лична сестра Пеша, и за неговата лична сестра Дева, и за неговите посестрини, и за неговите побратими. Проговори, сите пред тебе немеем и вистина не ме слушај. Нека одзвони твоето ехо, ќе го пуштиме по бистрата твоја гргорна вода и по Треска и Вардар, да стигне до Егеј и да се чита од длабочините твоето име и нашето име Македонија. Ова е првиот дел на песна. Вториот дел што го поврзувам со Деви Николи. Пешна 2. Од ридот на Дева ја гледаш големата уста на Пеша, со заробени заби од времето, скриена во камената тврдина, а со жедност ја испушта водата од своето грб. Тој е видик од далечината, а кога си близко до неа, чиниш дека си голтна. Те обзема чуден лад и мислиш дека пловиш во чур искршен од стрмниот карпет брег. Нозете ти се во морници, очите во висинскиот свод и се чудиш на птицата која те облетува, барајќи станичен одмор, за да и ти земеш воздишка и да го одмориш твојот дих од просторот во кој се наоѓаш како изгубена точка од страниците на еден текст. Овие се 2 песни посветени на пештената со стихови, а воедно еве сега е во подготовка второ издание дополнително кое ќе биде со слики, илустрации и опис на сите пештери што ги имат карактеристики, каде се наоѓа, што е карактеристично, што има и се друго што е потребно за секој кој што ќе има да дојде да посети овој крај, да го посети македонски брод, пештерите и да осознае без вака да зборуваме да ги имате.
Ова е пештерата Пешта. Прекрасно бавина, прекрасен рај. Погледајте и уживајте. Пештерата Слатински извор е најголемата пештера во Македонија, која се наоѓа во околината на селото Слатина во областа Порече, на левата долинска страна на Слатинска река, во непосредна близина на нејзината утока во реката Треска. Создадена е во доломитски мермери. Пештерата е сочинета од еден долг канал, од кој во неколку правци се разгрануваат подолги и покуси канали. До сегашната вкупна истражена должина на пештерата изнесува 800 метри, од кои 705 метри припаѓаат на главниот пештерски канал. На одделни места од главниот канал доминираат пештерски столбови и сталактити, а во најголемата пештерска сала создадени се поголеми сталагмити. Но познато е дека е долга повеќе од 4 километри. Во пештерата протекува понорница во должина од 557 метри, а исто така во неја се создадени помали травертински езера, во кои е утврдена присутност на пештерски ракчиња, како и огромно зелено пештерско езеро. Според должината, разновидната натресност и местоположбата, пештерата Слатински извор има изводрени можности за туристичка намена. Според условите во кои се формирани украсите во пештерата Слатински извор припаѓаат на 3 групи. Украси формирани од вода што тече и вода прокапница, украси формирани со капиларна вода и басенски депозити. Почитувани мои, се наоѓам во селото Слатина. Овдека се наоѓаат познатите слатински извори. Ќе отидам да видам, да пробам дали се солени и колку се солени. Речани од сите села доаѓале и црпеле вода за готвење. Немало тогаш да се купи сол. Имало човек поставено тука за да води евиденција. Например, денеска ќе доаѓа селото Девич, утре Самоков, утре други, така се ределе и си носеле со магариња, со коњи вода за една недела. Значи тоа е многу карактеристично и битно. Таа вода се користела максимум. Тоа е вака да имате отприлика да знаете. Сега имаме на прашање. Оваа солена вода истекува некаде? Тука Одма. Да. Тука ние сега ќе правиме и базенчиња така, таа вода што истекува да се собира во базен. Инаку водата се користи и за фрактури, за кршеници. Например, доаѓаат од повеќе градови и носат со туби со едно друго, ако имат много скршена, чуваат да речеме по 2 сата, 3 и се смета како лековито, дека помага водата зушност. А инако имаш ли сознание од кај му е извориштето? Не. Так. Значи изворот е тука. Од дамнина бил, а како што солената вода едно друго, тоа е планински дел, наверојатно некоја изворче од Јадранско море навака доаѓа. Пештерата Момичек е пештера која се наоѓа на западните падини на планината Даутица, околу 1,5 км југоисточно од поречкото село Белица. Влезот во пештерата е на 850 метри надморска височина и е со северна експозиција. Пештерата е изградена во калцитски мермери со прослојци од доломити со прекамбиумска старост.
Вкупната должина на пештерските канали на пештерата Момичек изнесува од 90 до 110 метри и важи за една од најколоритните пештери во Македонија. На една издолжена пукнатина се имаат формирано два отвора, од кои само едниот се користи како влез на пештерата поради неговите димензии. Влезниот дел на пештерата е представен со вертикален канал со длабочина од 6 метри. Првата пештерска сала е експонирана на југ. Нејзините димензии се со должина од 25 метри, ширина од 6 до 13 метри и височина од 4 до 10 метри. Подот на салата е инверсен, со вредност од 10 до 20 степени. Истиот е покриен со крупни карпести блокови, урнати од таванскиот дел. Во истиот правец продолжува друга пештерска сала, која од првата е одвоена со карпести блокови. Нејзините димензии се 12 на 10 и височина на 4 метри. Во правец запад-исток има пештерски канал кој е преграден со масивни карпести блокови, урнати од таванскиот дел и подоцна формирани пештерски украси. Западно од преградата, неговите димензии се со должина 12 метри, широчина 8 метри и височина 5 метри. Кон исток има две пештерски езера, чии димензии се 3 на 2 метри и 2 на 1,5 метар. Од овој канал, чија должина е 20 метри, кон север има помала пештерска сала. Од главниот пештерски канал, кон исток, има 3 конформни канали, чии дна се покриени со глина. Нивната вкупна должина изнесува околу 10 метри. Од хидрографските објекти во пештерата се евидентирани две пештерски езера, чии нивоа осцилираат во зависност од дотекот на вода. Температурата на водата им е еднаква и изнесува 9 степени Целзиусови. Пештерата Момичек припаѓа на групата прави пештери, чии пештерски канали се распоредени на едно ниво. Акумулативните подземни форми се застапени во пештерскиот канал со правец запад и исток. Тие се представени со сливови, сталактити, сталагмити, корали и драперии. Истите се со маркантни димензии, некои се простираат од таванот до дното на каналите. Нивната боја е црна, бела и жолта. Траги од механичка ерозија во пештерата не се забележуваат. Единствено се забележува хемиската ерозија преку процесот на сурнување на карпести блокови од таванскиот дел, особено во каналот со правец север-југ. Влезниот дел од пештерата е обраснат со мов поради влажност од пештерата и дневната светлина. Од вкупната рецентна фауна во текот на неколкуто истражувања не биле забележани примероци, иако во влезниот дел на пештерата има коски од изумрени животни. Во поглед на климатските карактеристики, температурата на воздухот во пештерата е со вредност од 13 степени Целзиусови, а надворешната температура е 21 степен Целзиусов. Јас сум Поточка Тачка, председател на Движење на екологисти на Македонија. Движење на екологисти на Македонија е една од најстарите организации основани во Македонија. Таа е основана уште пред 1990 година, да се постоиме веќе 30 и неколку години. Во нејзиниот состав се наоѓаат 16 еколошки, исклучително еколошки удруженија, кои што работат сите во своите општини, меѓутоа и заеднички соработуваме на вакви проекти како што се во моментално младински камп кој се содржува во Македонски Брод. На иницијатива и на проект на ДЕМ си одлучивме да собереме представници од сите организации кои се наоѓаат во
во рамките на ден. Имаме дечиња кои што се од Струмица, од Битово, од Кавадарци, од Велес, од сите околни места. Една убава група на дечиња кои што се влюбеници во природата и во екологијата. И овој камп го насlovивме како камп за борба против климатските промени. Многу нас се представува огромно задоволство што дечињата сами изразија желба да биде негде во Македонија и поради живописноста на овој преоз го одбравме токму Македонски Брод. Пештерата Лапарница или Лапарник, некаде и погрешно именувана како Орле, е пештера која се наоѓа во областа Порече, во близина на селото Белица. Должината на пештерата изнесува 88 метри, а вкупната должина, заедно со сите споредни канали, достигнува 107 метри. По целата нежина должина и по страничните канали присутни се пештерски украси, представени со сталактити, сталагмити, драперии, травертински басенчиња, исполнети со вода и друго. Според категоризацијата на пештерите во Македонија, оваа пештера спаѓа во групата на забележителни пештери. Во пештерата Лапарник лилијаците се среќаваат во текот на целата година. Пештерата е особено значење поради присуството на голема колонија од видот јужен потковичар, а ја користат за презимување, размножување и за солниште. Пештерата Општина Македонски Брод сака да го задржи тој еколошки карактер и еколошки примат и токму поради тоа се змреживме со движењето на екологисти на Македонија и така да успеавме на наше големо задоволство оваа година Еко кампот Порече 2023 година да биде токму на територијата на општина Македонски Брод. Се прашуваме зошто во Македонски Брод. Македонски Брод е една од најеколошките, најчистите општини и секако дека треба да вложиме многу труд овие атрибути кои ги имаме да ги задржиме и денес. Секако дека благодарение на овој еко камп од Македонски Брод започнува борбата против климатските промени. Борбата против климатските промени започнува токму од најчистата и најприродната општина. Токму од тие причини еко кампот Пореч 2023 е токму во Поречијето и во Македонски Брод. Жално е да се каже, но меѓутоа реално е дека за нашата топтовина многу малку знае. И треба истата да ја промовираме и преку меѓуопштинска соработка општините да се вмрежат и да соработуваат меѓу себе. Реално дека ние по малите општини со мал буџет, вложувајќи во многу инфраструктурни проекти, немаме финансиска можност да вложуваме во делот на екологијата. Но меѓутоа тоа не треба да биде така и општина Македонски Брод се стреми кон тоа да вложува многу во делот на екологијата. Тоа не можеме сами, но меѓутоа со вмрежување преку разни невладини организации, Сдружение на екологисти, секако дека го можеме тоа и нема да се откажеме во тој дел. Доколку ние развиваме рурален туризам, доколку развиваме туристички населби покрај најголемото вештачко езеро Козјак, треба да се вмрежуваме и да менаџираме со отпадот. Не може само ние да промовираме, да доаѓаат туристи, а да немаме механизам со менаџирање на отпад и да вложуваме во заштита на животната средина.
Пештерата Голубарница, позната и како Голубарник, е пештера која се наоѓа во поречието во близина на селото Белица. Пештерата е долга околу 100 метри и е една од поубавите пештери во реонот на селото Белица. Во неја има многу процепи и недостапни места. Во оваа пештера е изворишниот дел на реката Белица. Позната е по специфичните лилијаци, уникатниот бисер и загадочниот човечки череп. Пештерата се наоѓа на ридот Давпат, а од селото Белица е оддалечена околу 1,5 км кон исток. Отворот на пештерата има јужна експозиција и се наоѓа на надморска височина од 868 метри, височина која е за околу 300 метри повисока од селото Белица. За време на едно експедитивно истражување од спеолошкото друштво Пеони се откриени остатоци од човечки череп и коски од екстремитети. За черепот и коските спелеолозите претпоставуваат дека се многу стари, а можеби и остатоци од праисторискиот човек. Черепот случајно го открил еден од членовите на друштвото, осветлувајќи еден процеп во пештерата. Досега на територијата на Европа најстарите човечки остатоци датираат од 200 до 800.000 години пред нашата ера. Во Македонија се уште не е откриен толку стар човечки остаток, па ова би бил најстариот откриен предок. Програмата на движење на екологисти на Македонија и претходно, а и сега е премногу амбициозна, бидејќи движењето на екологистите е, да речем, здружение едно кое што во себе вклучува голем број еколошки друштва. Целта и активностите ни се поврзани, да речем, исклучиво со екологијата и одржливоста на животната средина. За оваа година имаме предвидено уште многу други активности, кои што се надевам дека освен само во план, годишен план, ќе бидат и во реалност. Движењето на екологисти на Македонија е член на Friends of the Earth или пријатели на земјата и во младите и во групите, исто така е член на СИИВЕТ. И заедно мислам дека со нив ќе успееме сето она што ни е предвидено во програмата како активности да ги реализираме. Не би сакала сега да конкретизирам, би сакала исто да ве поканам за сите наши следни активности, да ни бидете еден вид промотор. Се она што ќе го реализира движење на екологистите да биде објавено. Со задоволство продукцијата Марио Филм ја прифаќа поканата. И покрај ова би сакала само да додадам дека освен убавините со кои што се одликува Македонија, има и многу влюбеници во природата. Многу ми е чест што исклучително млади деца покажуваат интерес да учествуваат во вакви екокампови, кои што се согласни да ја проучат природата во Македонија. Овдека дома се и председателот на Нејко живот од Кавадарци. колку така? Роберто Парезов. А воедно Роберто е и подпредседател на Движење на екологисти на Македонија. Убаво. Колку време очу после движењето од Кавадарци? Ние сме формирани 2010 година. Од 2015 сме редовни членки на Движење на екологисти на Македонија и нормално присутни сите активности на движењето. Нашите учесници на овој младински камп се присутни, околу 10 учесници од Кавадарци и еден младински работник, тој координатор, Кристијан Пешко. Имаме големо задоволство меѓу нас што сме присутни на овој младински камп и што сме гости на општина Македонски Брод, на колегата Рако Савев, на градоначалникот, и сме многу задоволни бидејќи имаме прекрасен пречек на нашите млади, прекрасна организација, многу внимание е дадено на младите и пред се пребогатата и преубава природа. Ретки се општините во Македонија кои што може да се пофалат по оваква прекрасна природа.
тука имаме доста наши учесници кои што се љубители на природата, на биолошката разновидност. Тука сме на овие патински извори, на водопадот и ни е многу задоволство бидејќи видовме доста ендемични и загрозени видови кои што во иднина сигурно ќе привлечат некои љубители на биолошката разновидност, на љубителите на природата и слично. Се разбира, без домајчинот нема да биде успешно реализиран овај екокамп, така речено. Вашето име, презиме? Јас сум Рате Савет, председател на еколошкото друштво Треска од Македонски Брод. Друштвото работи од 95 година, 1995 година, значи скоро 28 години и една од најстарите членки на движењето на екологисти на Македонија. Активности покажува доволно и со реализација на голем број на проекти. Тие се многу за да ги набројам, меѓутоа само ќе поврзам еден дел што денеска и овој период се случува во Македонски Брод, а тоа е младинскиот екокамп од организација на движењето на екологисти на Македонија и секако со една заедничка помош на нашиот градоначалник, што несебично прифати да бидеме домаќини и да помогнеме во успешното реализирање, како што рече и Роберто. Го примам и благодарам, што сум задоволен навистина од ова што се случува како настан во Македонски Брод. Се надевам дека и ќе продолжиме со вакво организирање на кампови, но искуството покажува дека, јас се спомнам дека 97 година ние имаме еден меѓународен камп Еко Кришна. Значи, тоа е искуство што ни покажа дека ние во Македонски Брод можеме да организираме екокампови. Исто така на овој простор кај што се наоѓаме, 2005 година организираме еко-спелеолошки камп со спелеолозите, значи спелеолошко друштво Урсус Спелеолоз од Скопје, а воедно и во Белица со спелеолошкото друштво Пеон. Овде исто така ова што може да се види, бидејќи се наоѓаме кај солениците во село Слатина и водопадот, пред неколку години со проект спелеолозите и екологистите од Треска направија напори да се изградат патеки, скалички, огради и да се уреди соленица. Така да продолжуваме заеднички со ДЕМ и со сите друштва што се во ДЕМ со општините да реализираме вистински она што е потребно и за младите и за постарите, заедно со она што и се спомна дека овој камп е и дел од борбата за климатските промени. Бидејќи забележуваме дека може би ќе имаше повеќе од градовите посета, но овие климатски промени не пореметија да имаме и помалку учесници. Тие не се малку учесници, 40, меѓутоа можеше да има уште повеќе од градови. Значи високите температури не ни дозволија ваквото да го искористиме максимум што можеме да го искористиме. Хидрографијата во Порече главно е составена од реката Треска и незините притоки. Треска во Порече навлегува од југозапад преку Бродската клисура од селото Реовец кон Македонски Брод, потоа тече низ централниот дел на Порече, делејќи ја областа на две половини, а од областа излегува преку Шишевската клисура, која денес е заезерена со Поречкото езеро Козијак. Низ Порече Треска има 12 притоки, и тоа 4 леви и 8 десни притоки, меѓу кои најголема и најатрактивна е реката Белешница, кај народот попозната како Беличка река. Секако, впечатлива појава представува и водопадот на Марковска река во близина на Слатина, висок 4 метри. Водопадот се наоѓа јужно од малото Марковци на Марковска река, па оттаму може да се нарече како и Марковски водопад. Во близина на Горна Белица на 560 метри надморска височина се наоѓаат изворите на реката Белешница. Главното извориште на реката е лоцирано на околу 80 метри североисточно од селото.
Реката Белешница се уште изобилува со кристално бистра и чиста вода, па затоа со право во 2002 година е заштитена како споменик на природата. Во Порече нема природни езера, но затоа пак со преградување на реката Треска и формирањето на браната Козјак создадено е Вештачкото езеро, кое заезерува голема површина од Поречкиот басен. Поречкото езеро или Козјак, како што е повеќе познато, има должина од 32 км, сместено помеѓу планината Сува гора на запад и резерватот Јасен на исток, некаде е длабоко 130 метри, а максимално растојание од едниот до другиот брег изнесува 400 метри. Капацитетот на езерото приближно изнесува 380 милиони кубни метри вода. На неговите брегови досега се изградени повеќе викенд населби, Здуње, Близанско, Брезница, а се планира изградба и на повеќе туристичко-угостителски објекти. Јасен е природен резерват во северозападна Македонија, прогласен во 1958 година, во почетокот само на планината Караджица, а во 1960 година е проширен на Сува гора. Опфатен е целиот кањон на реката Треска. Резерватот запаќа површина од 24.000 хектари. Резерватот Јасен покрива околу 32.000 квадратни метри површина, начисто со шума и пасишта, како и голем број на пократки неасфалтирани патеки. Освен од лов, Јасен својата иднина ја гледа во развојот на природните ресурси и на екотуризмот. Главни активности во зависност од сезоната се пешачењето, планинскиот велосипедизам, кампувањето покрај езерата Матка и Козјак, на парагладарството, риболовот, спеологијата и алпинизмот. Градоначалниче, мене ми се исполни душата што денеска овдека имаше млади луѓе од сите краишта на Република Македонија. Ја верувам дека овие млади деца што се овдека, кои ќе се вратат во нивните родни огништа, овие импресии ќе ги пренесат на нивните роднини, пријатели, на нивните другари, кои што сепак она што вика старите од памтивека, тоа устно предание ќе се врежи во колективната меморија на овие млади деца, кои што и понатаму ќе биде пренесувана во колективната меморија на македонскиот народ. Големо задоволство ние што се дружиме со овие млади деца, затоа што тие се дечки кои не гледаат едноставно пред себе, туку гледаат далеку кон иднината и многу вложуваат во себе. Така да мислам дека од овде ги сакам сите да понесат прекрасни импресии и да ја пренесат пораката. Бевме во Македонски Брод, бевме во Поречието. Се сретнаме со многу питом народ, мирен народ, гостопримлив народ и со многу природни убави. И ги поканувам да ни бидат во иднина гости, се надеваме дека ова екокамп ќе остане традиционален и одржлив низ текот на наредните години. Почитувани мои, сето ова што досега ви го раскажав преку овој документарен запис за убавините на Порече, ќе можете во вистинска смисла на зборот да ги доживеете само ако го посетите овој регион. Дојдете и уверете се во тоа.